Почитувана јавност, почитувани медиуми, ова што го гледаме последниве денови веќе не наликува ни на квази политика, не наликува ни на политиканство, може би вистинскиот збор би било дека наликува на една папагал политика. Еу е единственото нешто што колегиве знаат да го кажат од говорницала. За жал, ЕУ не е политика на желби. ЕУ е политика на вредности, ЕУ е политика на мерит систем. Но ќе се навратам за кратко на ЕУ темата. Малце да се позанимаваме со ВД премиерот. Тој во својот говор истакна дека одлуката за новава ВД влада нема да биде поврзана со желбите, мотивите и барањата на било кое партиско раководство. Одлуката била мотивирана за тоа дали и како ќе сме обстанеле како држава. И тука реди прогрес, развој, стабилност, известност, економија, животен стандард. Јас на ова имам само да му кажам едно. Шием ти га ѓуро. Стани таче. Стани да те види цела сала и кажи дека одлукава, освен од личните желби за останување на власт за да продолжите со крадење, нема никаков друг мотив и да завршиме со циркузов. А зошто циркус? 20 страни од извадоците на Таравари како немилосърдно го напаѓа Дуи. Нема да ги читам сите. Ги знаете, сме ги слушнале, македонската јавност ги видела и слушнала. Ќе издвојам само една, каде што пред нецели 2 години вели ослободувањето од Дуи за албанците ќе биде исто како ослободувањето од Енвер Хоџа. А сега го гледаме како се приклучува кон Енвер Хоџа политиките и тоа за една куќа во Тафталидже за 500 евра од метар квадратен. Да се вратам на тематиката и демократските вредности на оваа ВД влада. ЕУ и демократски е да се напаѓаат медиуми и новинари. Да, мислам на нападот на Телма и на давањето акредитации за Гоце Делчев на новинарите. ЕУ и демократски е да се, односно не се набавуваат лекови и да се дозволи животот на младиот Благојче да згасне, да му е лесна земја. Демократски со вредности е да се молчи 2 недели за губењето на податоците од Фондот за здравствено осигурување. ЕУ и демократски е да не се исплаќаат плати на лекарите и да се заканувате со прекинување на специјализациите. Исто така, ЕУ и демократски е да лажете дека сте изградиле 1300 километри патишта. Тоа е исто како да зборувате за овие 5 сантима, односно 20 сантима од годинашниот снег кој наврна. Исто така, многу ЕУ и демократски е хаосот во образованието и немањето на учебници за прводеленците. Или тоа се тие вредности во сгрешените материјали онаму каде што успеавте да обезбедите учебници. Исто така, многу ЕУ и демократски е и хаосот во Министерството за култура. Тоа што за Макфест во Штип и за Златно Славејче нема пари, ама предпоставувам дека за Цветанка Ласкова може да има пари, пошто ги потрошила оние 300.000 евра кои што ги дававте пред некоја година. Затоа да ви кажам што мислат граѓаните на Република Македонија за вашата политика. Ова европска и демократска политика, која што е дадена во извештајот на Еврометар, кое што за Евротинг е спроведено од Брима од 12 декември до 27 декември пред некој месец изминатава година. Дали Македонија е демократска земја? Во 2015 година 46, скоро 45,8% од граѓаните сметале дека нема демократија. Денес, 2022, 61%. Дали сметате дека работите во Македонија се движат во добра насока? 2014 36,
2022 9%. 9% од граѓаните на Република Македонија сметаат дека држава иде во вистинска насока. Дали меѓународната позиција на Македонија е посилна во споредба со пред 12 месеци? 44% сметаат во 2022 дека имаме послаба позиција. Она што е уште пострашно е дека во следните 12 месеци сметаат 40% дека ќе биде уште послаба. Но, за среќа на сите, а најмногу ваша, е дека доколку имаме референдум со прашање дали сте за влез во Европската Унија, 58 се уште сметаат дека треба да влеземе во Европската Унија. Но она што е поразително е дека доколку кумулативно ги собереме најголемите причини за влез во државава, тоа се следните: подобар животен стандард, намалување на невработеност и повеќе инвестиции и поголема демократија, тоа се однесува на судството, слободата на говорот, слободата на медиумите и владењето на правото. 76%, драги мои. Ова значи само едно. И покрај евроскептицизмот кој го создадовте кај граѓаните на Република Македонија, кој што патеме најголем во историјата, граѓаните сакаат да го продолжат патот кон ЕУ, но не со вас. Со вас знаат дека тоа е невозможна мисија и затоа сакаат вистински промени. И да заклучам, единствените, буквално единствените кочничари кон ЕУ интегративните процеси сте вие и никој друг. Затоа ве молам, памет во глава и престанете со празното дробење слама за ЕУ. Ќе повторам, ЕУ се вредности, ЕУ е мерит систем, а не ова што вие го правите. И пред да излезете и да ми реплицирате со веќе досадните тези за тоа како ќе биде во иднина, сте веќе 6 години на власт, со Грују, Сашо, со Белата палата, со тоа колку економски сте ја закнули државата, со лажни тези и бројки, да ви дадам уште еден непобитен економски факт. Од 7 до 17 година кумулативниот дефицит е 2,4 милиарди евра, а реализација на капитални расходи 3 милиарди евра. 18-22 кумулативен дефицит 2,5 милиарди евра, а реализација на капитални расходи само 1,5 милиарди евра. Или заклучок, оваа веде власт се задолжува само за тековни трошења, плати, набавки на стоки и услуги, пензии, а не капитални проекти. Затоа и ќе паднете. И кога ќе се обидете сега од оваа говорница да релативизирате и онака збунети да прашувате од каде е огорченоста, еве да ви кажам веднаш за да не го поставувате прашањето. Од вас, од сите вас, од еден до последен, од вашата неспособност, од вашите марионетски игри за кои што не сте ни свесни, од глумењето лудило за тоа дека, нели, парите се од родендените на децата и од онаа политика, не знам јас, тоа жена ми нешто правела. Срамота е да излегувате и да верувате во такви тези. Треба еднаш за секогаш да разберете. Во политиката не се влегува за да ве сакаат, туку за да ве почитуваат. За жал тоа го немате. Работењето за народот и државата значи многу работи, посета на многу места, запознавање со проблемите на многу луѓе. Некогаш има подеми, некогаш падови. Тоа е нормално и тоа е животот. Но она што е важно е да верувате во тоа што го правите дека е исправно, а вие речиси сите до еден не верувате. И тоа го признавате надвор од оваа говорница, затоа што се плашите од последиците и што може да изгубите, не се ни обидувате да го смените. И затоа, колеги, паѓате. Затоа крајот ви е блиску, а тогаш дел ќе останете запаметени како најнеспособните, дел ќе останете запаметени како соработниците, а најголемиот дел ќе бидете заборавени. И за крај, еден добар дел ќе завршите по затворите за криминалите и предавствата што ги правите. Благодарам.